Океј, дечки, добар ден и од нас, од мене и од Зоран. Не ги броиме по кој пат. Убаво е што сме тука, убаво е што можеме да го правиме ова. Добар ден, последно убаво славење каде што навистина сите бевме радосни за она што го правиме, а тоа е да го славиме и обожаваме нашиот Господ Исус Христос. За тоа и сме создадени, за тоа и сме родени. Така да во контекст на тоа ќе продолжиме нешто. Јас ве повикувам за секој што го сака ова, секој што верува во истово, секој што го зима во него како животот да му зависи од самото тоа, едноставно нека остане до крај, нека го сподели сето ова, сите овие видеа. Зоран, ми се јавуваат многу луѓе, зошто прекинавте со кратките поучувања, добри беа, едноставно не прекинаме, него напротив ќе продолжиме и тоа поинтензивно ќе продолжиме, но треба секогаш да се направи таа некоја мала пауза да видиме како што ќе функционираат работите подобро, за да може да донесеме благослов за сите. Така да, добар ден уште еднаш од мене. Да, навистина не само што е привилегија и задоволство, него е и, како да кажам, потреба да го кажеме тоа што го имаме во нас, затоа што јас верувам дека кога човек живее во Светиот Дух, со Светиот Дух, воден од Светиот Дух, охрабруван од Светиот Дух, утешуван, тогаш во нас постои тоа богатство на зборови, богатство на нешто што може да ги пренесеме, да ги предадеме. Ја верувам дека тоа не е само од оваа страна, ја верувам дека мнозина од вас ги имате сите тие сведоштва, поготово во овој период на овие 3-4 месеци кој што е преседан за секој еден од нас. Некој сме биле спречувани во некои си наши намери, планови, ама ова веќе беше навистина и можеби се уште е на некој начин, во некоја мерка, како да кажам, спречени сме да го правиме тоа што сме го правиле цело време. Али сведоштвата, тоа што нас не крепи, тоа што нас не утешува е тоа дека знаеме дека Светиот Дух живее во нас и затоа верувам дека постои едно изобилие на сведоштва, изобилие на стории кои што сите ние може да ги кажуваме и да се фалиме со Господ. Така да затоа ние имаме таа можност тука да го правиме тоа. Јас верувам дека тоа секој може да го прави во својата сфера, во својата можност, во својата мерка на благодат што му е дадена. Можеби не секој е говорник, али секој може да го искаже тоа сведоштво и да каже Господ е со мене, тоест беше со мене, е со мене и ќе биде со мене независно што се случува. Амин. Затоа верувам дека овие пораки што ние ги пренесуваме не се само што мораме да ги пренесеме, или како да кажам, затоа што времето е недела, него ние сакаме, имаме потреба внатрешна, кој што вика Павле, јас сум поттикнат однатре да говорам, да зборувам, да објаснувам, да пренесувам. Амин. Зоран, она што супер најава, она што го согледуваме, нели, што го зборуваме постојано на овие видеа, тоа дека во овој период дојде до моментот каде што верата мора да ја покажеме индивидуално. Дојде до оној момент на индивидуализам, што не е сам по себе лош, него напротив во овој контекст, во ова време сега е добар. Зошто? Не само да се видиме грубо до кај сме со верата, него да видиме кај сме со верата за да знаеме колку да растеме понатаму. Така да секогаш ние ги согледуваме реалностите, ги согледуваме нештата, ги согледуваме вистините што се околу нас, во самите нас, но секогаш оставаме простор и тоа голем простор да сега Светиот Дух врз тоа, исто и он ги препознава сите нешта, но никако не поучува нас, а и не се самиот не е поучен да едноставно ги прифаќа тие реалности, него на тоа надградува. И на некој начин тоа се нарекува и стабилност. Кога влегуваш во нешто да се градиш, кога влегуваш во нешто да растеш во тоа, тогаш ти дефинитивно се пушташ во една авантура, што покрај сите детајли што ги има Господ спремено за нас, прави нешто во нашиот карактер што се нарекува стабилност. И има мерки на стабилност во Словото, има мерки на стабилност кај Бог, има мерки во стабилност во секоја една држава, нација, во секој еден човек. И ние ќе зборуваме за тоа нешто, баш за таа стабилност што рече и ти самиот, за која ние ги правиме сето овие работи. Знаеш, има една, можам да кажам, поразителен податок во светот, а тоа е дека 90% од луѓето немаат своje мислење и го очекуваат туѓото мислење. И ние го согледуваме тоа, Зоран, и не го поддржуваме тоа. Напротив, овие видеа
Овие видеа се само крик, ако можам да кажам, да се донесе во луѓето она што Павле го кажува за 5 служби. Ја не верувам дека 5 служби се само здадени за црквата. Тогаш би биле само некој круг затворен, каде што немаме ниту увид надвор од црквата, но и не им дозволуваме да имаат увид натре во црквата. Така да, ова што го правиме е баш оној момент да ги поттикнеме секој еден. Она што ние го доживуваме, но она што и е вистина во Словото, да ги поттикнеме секој еден да почне да размислува собствено. Да почне срцето да му гори, да почне разумот да му се привлекува на срцето и разумот да го слуша срцето и да се води од самото срце. Така да верувам дека сме на вистинско место, да бидете поттикнати од сите овие зборови, од сите овие, ако можам да кажам, ентузијастички зборови или говор на ентузијазам, каде што ќе кажете што толку луѓе ги подкрева или ги води нонстоп да го подобруваат видеото, да подобруваат звукот, да подобруваат говорот, да едноставно тоа е за да можеме сите заедно да растеме и да се донесеме до тоа совршенство со кое Исус самиот не достигна. Досегна, да. Знаеш, интересно е што не звучи премногу позитивно, ама спротивно од стабилно е нестабилно. И најверојатно сведоци сме, или пак да кажам, не само сведоци да наблюдуваме други, него и самите. Седиш дома, доаѓаат разни мисли и ја чувствуваш таа нестабилност во себе си. Едноставно знаеш дека за некои работи не си сигурен, не знаеш што да правиш, не знаеш како да направиш. Така да, ја верувам дека периодот во кој што поминавме и пак ќе кажам, се уште сме во некоја мерка, можеби малку полабава, ама сепак престои. Ја верувам дека ја читам и други луѓе кои што пишуваат, и други луѓе кои што пророкуваат, и некогаш ми смета тој кога луѓето ги користат пророчките дарови, да го, како да кажам, да ја нагласат нестабилноста. А всушност пророчките дарови не се да ја нагласат нестабилноста, туку да ги донесат луѓето во стабилноста. И затоа мене ми смета кога разни пророци, луѓе кои што имаат увиди и постојано зборуваат, ќе има нестабилни времења. Пророчките дарови и служби или петократната служба што ти ја спомнал, апостолите, пророците, евангелизаторите, учителите и пасторите не се тука само да ја согледаат нестабилноста. Тоа не треба да си пророк да согледаш дека некој е нестабилен. Само погледни го како се однесува, како зборува, погледни му ги делата, не е едно дело, него еден ден, една недела, еден месец, 3 месеци, 5 години и ти не треба да си премногу духовен човек да кажеш ова е нестабилен. Сега, нашата цел на црквата, целта на црквата е да не само да ја види нестабилноста, црквата да ја гледа нестабилноста, него да ја донесе стабилноста во нашите животи, да ја исправи таа неправда или да ја исправи таа лага, дали е тоа на непријателот, дали тоа е на културата во која што живееме, дали тоа на луѓето, од луѓето човечки, и таа нестабилност да се исправи или да кажам да се коригира за да станеме стабилни луѓе, онакви какви што Бог нас не замислил, не повикал и не направил во неговиот разум, во неговата волја да го представуваме него. Псалм 62:2. Мислам дека е Псалм 62:2, вели: Господи, само ти си мојата карпа, само ти си мојата стабилност. Во тебе јас стојам. И сега замисли Бог, ова е Исаја, тоест ова е псалмите, Стар Завет, значи Бог уште тогаш нагласувал: луѓе, ако во мене верувате, ако во мене се наоѓате, вие единствено што ви останува е да стоите на цврсто тло и бидејќи стоите на цврсто тло, вие да бидете стабилни. Значи, поентата на стихот не е само да кажеме Бог е стабилен, ама ја не сум стабилен, ја никогаш нема да бидам стабилен. Не е точно. Значи има толку многу стихови. Ај само овој стих. Ова е Прва Петрова, тоест Втора Петрова, мислам дека е, Втора Петрова, прва глава, каде што Петар, тоест набројува, тие се некои 12 стихови, се неверојатни стихови, каде што зборува дека преку неговата божествена сила добивме дарови, добивме благодат, добивме стабилност. И потоа вика, ако напредувате во овие нешта, значи ги набројува, вели, на вашата вера додадете. И вика, ако напредувате, ако овие работи ви се умножуваат,
Вели, никогаш нема да бидете непродуктивни и никогаш нема да бидете нестабилни. Со други зборови, секогаш ќе бидете продуктивни и секогаш ќе бидете цврсти и знаеш што е ветувањето? Никогаш нема да паднете. Амин. Значи тоа е само се Петар се поврзува на она што пророците го зборуваа, вели слушај, кога ти како христијанин си во Господ, ти стоиш на цврсто тло, заради тоа цврсто тло, тоа тебе те прави да бидеш стабилен и силен. Точно. Затоа ние немаме изговор да кажеме, абе знаеш Бог не се менува, ама јас сум нестабилен цело време. Тоа не се важи, не може тоа така. Не може да зазема толку голем простор како што нели знае да заземе, а се Зоран се содржи во да ние соработуваме. Соработуваме со Бог, соработуваме со Светиот Дух, соработуваме со неговата волја, а нашата волја соработува со неговата, така додека сме ке Петар тука, он ни е вистински пример за како тоа ревноста не значи стабилност, од една страна, но како Христос пророчки гледа на сите нас, без разлика на се што правиме и кажува ти си карпа на која ќе градам на тебе тоа и тоа. Петар се случува тоа. Петар кој знаеше да погодува, знаеше да промашува, знаеше дутка, знаеше да повика огин од небото, да гори, да пали се, знаеше да се откаже од самиот Христос и еве го Христос. Не му замерува за тоа, него едноставно пророчки преку љубовта му влева надеж што најверојатно Петар станал тоа што станал ради тие зборови. Ради ниедно дело што пред тоа било, што покажувало малку стабилност, малку нестабилност, него ради тие пророчки зборови Исус кај што вика ти си Петар, карпата и на тебе ќе градам црквата. Еве го како Христос гледа на нас, но Христос што прави? Христос не двои од толпата. И не повикува за стабилност, не повикува за нешто што се нарекува живот во изобилие, но нешто што се нарекува живот по Божја волја. Ние можеме да бидеме постојано во прашање или постојано да бидеме бунтовни. Ама мојата волја, дали тука имам ја право на мојата волја? Дали Господовата волја ја неутрализира тојата волја? И тоа го збореме на претходните и ќе продолжиме да го збориме, ќе видиме дека стварно единствено слободна волја има кај што може да најдеме слобода тоа ке таткото. Така да размислувам за стабилност, Зоран, и секогаш кога е стабилно за прашање, има нешто, има моменти каде што се мери стабилноста. Иако гледаме во една држава, стабилноста се многу системи што се направени, ако е стабилен денарот, ако е стабилно златото, нели, ако е стабилна оваа институција, таа натрешните служби, надворешните служби, така да ја носат таа стабилност. Ако гледаме во самите нас, она што го правиме, не она што го зборуваме секогаш, а тоа што го правиме покажува на нашата стабилност или нестабилност. Сега, и во Божјото царство има нешто што може да е мерит систем за нашата стабилност. И Павле го кажува тоа дека е праведноста. Праведноста е таа што е носи стабилноста. Што е праведноста? Не е праведноста само дека постои во Бог и ја имаме. Праведноста носи стабилност кога ја разбираме, кога ја живееме и кога ја промовираме. Ништо нема да значи ако само зборови излегуваат од нечија уста на силни зборови каде што ние сме јас сум во Господ ова, јас сум, знаеш, мене понекогаш многу ми смета искрено, иако ние треба да го познаваме идентитетот на човек што го познава идентитетот. После тоа кажува ти си така во Господ, ти си. Знаеш тоа јас сум. Самиот Исус во молитвата кога ја објаснува, кога го дава урнекот за молитва, кажува татко наш. Не става акцент само на јас, него кажува татко наш. Така да согледуваме тука дека праведноста што Павле ја зборува, праведноста што Петар ја зборува, но на почеток може и не ја разбираше целосно. Нели, едноставно ни дава сатисфакција да се нарече син Божи, но со секое право следува и одговорност. И да дава одговорност така и да живееш свет и праведен живот во ова поколение. Да, така да ја мислам дека праведноста е мерка за стабилност или една од мерките за стабилност во Божјото царство, каде што ние дефинитивно мора да ја согледаме и на таков начин да се впуштаме во таа авантура и да ја живееме таа праведност. Исус на едно место, извини Зоран, ни во Откровение кажува дека јас ве направив столбови, праведни столбови во домот Господов. И ја мислам дека праведноста
трагале, ја спознавале, но делумно во Стариот Завет, и затоа постојано имаме во псалмите, постојано во изреките праведникот вака, праведниот вака, праведникот, но сега воспоставената праведност на крстот во Христос нас ни дава друга перспектива, уште поголема перспектива. Знаеш, сето тоа за некого можеби е прекрасни зборови или како да кажем посакувано да човек биде како да го искуси сето тоа. И некогаш можеби луѓето се велат кога ќе биде тоа кога ние ќе искусиме таа стабилност или таа праведност, што спомнавме. Иако верувам дека навистина тоа е прекрасност, праведноста е позицијата која што нас не оснажува, не прави да бидеме силни, не прави да бидеме зацврснати и да бидеме уверени дека можеме да пристапуваме кон Бог, дека можеме да се молиме, дека можеме да бараме, дека можеме да дури да заповедаме. Значи дека не се плашат христијаните, дека постои моментот каде што нас ни вели дека треба да заповедаме на болестите, на демоните, на нештата. Значи Исус дури им се љути на учениците зашто не заповедаат на олујата, тоест на вакото на бурата. И тоа е лекција. Значи постои момент каде што праведноста те прави да бидеш екстремен, не само ревносен, него те прави екстремен да реагираш начин кој што другите луѓе не би реагирале. И сега интересно е што луѓето се прашуваат, добро, ете, вие верувате во таа праведност, или вие верувате во тоа дека сте толку силни и цврсти, кога јас ќе станам така сигурен и зацврснат? Ја верувам дека начинот или решението кога некој, ако се прашува ова прашање, ќе бидеш уверен во таа праведност е кој ќе разбереш благодата. Или прво да кажам, кој ќе разбереш што е тоа благодат. Затоа што благодата е всушност сега местото каде што ние всушност ги имаме нашите нозе ставени. И ова може ќе звучи чудно, али ова е вистината. Она што во Стариот Завет пророците го зборува дека карпата моја е Бог, дека на него јас стојам. Дали разбираме каде сега ние стоиме, каде стојат нашите нозе? Римјани 5 глава 2 стих. Вели, и сега ние стоиме зацврснати во Божјата благодат. А само еден стих пред тоа вели, а сега кога сме оправдани и кога имаме мир со Бог, ние сега сме ставени, така да нашите нозе, не знам дали камерата, да нашите нозе, нашето битие е ставено во таа благодат. И сега нашата карпа, знаеш која е? Благодата во која што сме повикани, во која што сме спасени, нашите нозе се зацврснати во таа карпа. Всушност во таа стабилност, така да вашите стапала, вашите глуждови, вашите нозе се како да кажам, заробени се, зацврстати се, како да кажам, стегнати се во таа благодат, и затоа писател вели, и сега кога ние стоиме во таа благодат. И што значи да стоиш? Значи не паѓаш, значи си стабилен. Така да благодата сега е нашата стабилност во која што ние стоиме. Праведноста е нашиот идентитет со кој што ние со кој што можеме не само да стоиме исправено, него да се движиме во таа исправеност, да се движиме во таа цврстина и да тек тогаш што можеме да бараме, и да заповедаме. Така да, за да можеш да разбереш што е праведноста, мораш да ја разбереш твојата позиција, кај си вметнат, кај си ставен, кај си приклештен, а тоа е во благодата. Римјани 5 глава 2 стих. И затоа јас верувам дека начинот на кој што јас и ти можеме да бидејќи види, стабилноста не е само за еден момент. Стабилноста не е само за во недела, за можеби во среда кога се молиме. Значи стабилноста е, ти што кажа, се мери. Знаеш како верувам дека се мери во декади. Значи не се мери само во моменти. Не се мери само со денови, не се мери само во една година. Ние имавме можноста, јас верувам во Господ Исус од 95 година. Тоа се скоро 25 години, повише од 25 години. Всушност во јуни поверувам, јуни 95 година, значи овој период, така да тоа се 25 години. Сега да кажам, кога луѓето кои што, да кажам, моите родители, луѓето што ме знаат, што ми се пријатели, значи оние имаат мерката не на еден ден, не на една проповед,
не на едно исцеление, не на едно пророштво кога јас сум се чувствувал силен, него 25 години да ја мерат стабилноста во мојот живот. И најверојатно Бог и така ги гледа работите. Ние сакаме стабилност веднаш, одма, сега. Ние сакаме сега да имаме многу пари, сега да бидеме богати, сега да бидеме силни, сега да бидеме убави, сега да имаме, не знам каква брада да имаме, не знам што да имаме. Ама стабилноста се мери во декади, во децении. Ја верувам дека и Бог самиот така не се брза, Бог вика, ајде да видиме. Ти си силен на зборови, ај нека поминат 40 години, ај нека поминат 50 години, па не само јас, вика Бог, да видам, него и ти да видиш колку си ти стабилен. Кога Павле вели, испитајте се дали сте во верата, Павле не ги заплашува со некоја темно, како да кажам, предскажување, ќе видите вие ќе паднете од верата. Него вели, луѓе, направете логичен тест. Видете докаде ви се можностите и колку сте биле стабилни последниве 3, 5, 10, 15, 20, 50 години. И кога ќе го видиш, што ќе кажеш, еј Господи, ја во ова сум силен, стабилен, ама во ова не сум, ми треба помош. И тогаш понизноста, всушност благодата, тогаш, како да кажам, те прави да бидеш уште постабилен. Затоа и ние цело време проповедаме за таа благодат. Затоа што понизноста, кој ќе разбереш дека не си стабилен во едно нешто, велиш, Господи, помогни ми во ова. Јас сум стабилен во сите овие работи, ама во оваа сфера на животот, во овој дел, не сум. И не само што јас увидов, него и сите околу мене уведуваат. Помогни ми. Ја верувам дека тогаш таа благодат кој дозволуваш, ќе го, како да кажам, ќе го среди тој дел. Ќе го не само што ќе го исправи, него ќе те оформи да бидеш стабилен и во таа сфера. Така да за некои луѓе можеби стабилноста за одредени делови во нивните животи може да дојде покасно. Не дека така мора да биде, али како што ја ги гледам работите историски, во мојот живот, во животите на другите луѓе, навистина треба време. Дефинитивно треба време и треба соработка, треба препуштање на истото. Знаеш, Зоран, секогаш има многу агли, али два агли се најбитни како ние гледаме на праведноста, на благодата, на стабилноста. Тоа е еден агол е Божиот агол и обавезно мора да го има нашиот агол. Зошто? За да можеме да се пуштиме во растеж на истата. И тоа што мирот, радоста го дава е тоа чувство на дека нешто ти фали, да не постои, дека постојано зошто знаеш дека си во сигурни раце, дека си во Божји раце и сега он понекогаш преку корекција, преку љубовта што има, преку сите оние работи што се дадени за наш растеж, не доведува до тој растеж. Али обавезно е таа наша соработка, таа е неизоставен дел, неминовен дел од сето ова што го зборуваме. И ако луѓето слушаат јасно и детално во сите овие зборови, ќе наидете до тоа што Павле го кажува, дека дали ако ве поучуваме на благодат и праведност, ве тераме да грешите, него напротив, да се живее тој стабилен живот, каде што Павле негде на крајот од неговиот живот, негде во едно од последните посланија кажува, сега можеме да кажеме да бев пример во се. Оно што кажуваш ти, Павле не кажува на почеток, него на почеток кажува ја помал од сите, ваков, таков, ово, оно, но на едно од последните послание кажува, ви бев пример во се. И така да, јас искрено го посакувам. Знаеш, ова мора да се посакува, Зоран, ова мора да излегува од срцето. Ова не може само математички да се учи. Затоа на почеток го кажат разумот да го следи срцето во вакви нешта. Зошто мора да се посакува, да се биде. Можеме луѓе ние имаме до нас што едноставно не го посакуваат. Ние гледаме таа нестабилност, ами ги гледаме плодовите од исто. Затоа рекоме дека се носи плодови во нашиот живот. Она што ако преку еден дојде грешноста, преку еден дојде праведноста, така? Ако имаме пример на стабилност, имаме пример на нестабилност и плодови од сето тоа. Така да, мојот поттик во мојот живот, ова е моје лично сведоштво, моје искуство и тоа што јас го сакам да ја доживувам таа стабилност. Зошто, Зоран? Таа стабилност не е нешто што е, ако можам да кажам, егоистично, нешто што насочува само кон тебе, но може те стави во центарот на нештата. Сега ќе објаснам точно во кој центар. Има еден збор, стожер се вика, и тоа е еден стол, каде што
во овој случај животните се вртат околу тој стол. Но ако гледаме сега на нас, Господ, затоа кажува Исус, столбови во мојот дом, каде што работите ќе се вртат околу вас, каде што ќе се придвижуваат нештата, каде што луѓето ќе ги привлекува таа стабилност. И ќе сакаат не само слепо да стануваат следбеници на тоа без да ја разбираат, него ние потикнуваме да сакаат да научат од таа стабилност. Така да јас верувам дека кога се впушташ во стабилност, ја верувам дека црквата за да расте, стабилноста е еден добар извор или можеби најголем извор на тоа како треба да се расте една црква. Ние секогаш сакаме стабилни луѓе, стабилни личности без разлика дали се сами, дали се во брак. Зборуваме постојано за стабилни бракови и сето тоа постои во Божјото царство и донесува големи плодови после тоа на праведност, плодови на благодат, плодови на сеоно за кои сме повикани да ги покажуваме тие плодови. Така да не останува моментот и нели го заставаме моментот, ние зорам постојано сме водени во животот. Самите ако видиме водени сме од потребата за докажување, од потребата за екзистенција, понекогаш водени од чувства и од емоции. Ние сме водени, но и тоа сето е валидно во одреден период. Зошто? За да го препознаеме и што? Да се пуштиме да бидеме водени од Божјата волја. Нешто што верувам дека е за нас и верувам дека таму можеме да ја учиме, но и таму ја наоѓаме таа стабилност и таа Божја волја што е Господ ја има за нашиот живот. Ја верувам дека и во таа волја е дека постои тој момент. Знаеш, Исус вели дека ја единствено што правам, значи единствено што правам е тоа што го слушам и што го гледам тоа што татко да го прави. Значи таткото има во својата волја зацртано да секој еден човек да биде цврст, стабилен, да биде силен, да биде представник на неговиот имидж, да биде представник на неговиот лик. И затоа јас верувам дека на секој мене ми смета кога некој е нестабилен. Значи ајде еднаш ќе кажеш ајде сгрешил еднаш, ајде 2 пати, 3 пати, 5 пати, 10 пати и после некој време ти смета. Значи ја не велам дека мене не ми смета нестабилноста, ја не велам дека слободно вие дојдете и правите што сакате, ја ќе уживам во тоа. Не уживам. Ја верувам дека и таткото не ужива. Ја верувам дека и духот не ужива кога не гледа нас нестабилни, но не осудува. Тој е убавиот дел. Не осудува, него ни дава начин како да го средиме тој дел и да кажам како да тоа да се среди во нашите животи. И затоа јас верувам дека ти како што кажа баш беше убаво тоа што го објасни дека Павле всушност на почетокот кажува јас сум апостол повикан, тоа е првото послание што го пишува и стварно тој бил тој ентузијазам, тој бил таа ревност што ја поседува. Јас стварно верувам дека ентузијазмот и ревноста не треба да престане. Но ревноста без откровение, без разбирање на благодата, навистина може да те направи да бидеш не само екстремно радикален, него да ги оттурнуваш луѓето од тебе. А ние не сме тука да ги оттурнуваме луѓето од нас. Всушност нашето постојање како христијани е да ги привлекуваме кон што? Кон тоа што е ставено во нас. Кон таа убавина, кон таа праведност, кон таа благодат, кон тој Христос кој што живее во нас, тоа да ги привлекува луѓето. И затоа е многу важно, значи тоа е неверојатно важно како ние тоа го живееме, како ние го покажуваме тоа. И затоа Павле на крајот од својот живот вели и сега јас најмалиот од сите, али го кажува тоа, али види кога Павле му пишува и на Тимотеј, значи пишуваат сериозни препораки или да кажам сериозни заповеди. Тоа не се совети, тоа се заповеди кои што ми кажува. Му кажува ти мораш да бидеш стабилен, мораш да бидеш силен, мораш да бидеш цврст во верата. Всушност 1 Коринтијани 16:14 мислам дека е. Вели бидете цврсти во верата, бидете стабилни во верата. И сега за Павле да го каже тоа, значи замисли Павле да го каже тоа на некого, тој мора тоа да го живее. Дефинитивно. Иначе ќе нема кредибилитет да го кажува тоа. Затоа што некој каже, а што е со тебе? Значи, едно е ние да повторуваме стихови. Едно е ние да читаме од Библијата стихови и да кажуваме, ти мораш да бидеш ваков. Ама луѓето го слушаат тоа што ти го кажуваш, ама не го гледаат. И затоа гледањето и слушањето мора да биде заедно. И затоа Павле го имал тој кредибилитет да го каже на Тимотеј,
биди цврст во верата. И на Коринтијаните вели, бидете цврсти во верата, стоите силни во таа вера. Зошто? Бидејќи тој бил пример за тоа. Така да секогаш кога ние ќе можеме да покажеме со прст, мораме тоа да го покажеме со нашиот живот. И затоа верам дека Божјата волја е токму таа. Дури во нестабилни држави, во нестабилни времења, во разрушени системи, христијаните не можат да кажат, ама види што прават луѓе околу нас. Види, сите се корумпирани. Ама Исус не кажа, бидете и вие корумпирани, него вели, вие бидете свети. Ама види, сите крадат. Исус вика, не, вие не да крадете, него вие да давате, да бидете дарежливи. Луѓето може да кажат, а види, сите лажат. Исус не вика, лажете и вие, него вика, зборувајте вистината. Затоа што вика, тие што ме следат мене, ќе ме следат, ќе ме обожаваат во дух и во вистина. Значи Божјото царство е всушност противно, најчесто е спротивно од нестабилноста на овој свет, од нестабилноста на непознавањето на, или кога луѓето не го познаваат Господ, кога не го познаваат Неговото царство, ја нема да кажам нормално е, али е како произлегува да луѓето бидат такви. Така да не можеме да ми се љутиме на луѓето зашто не се стабилни. Ние можеме само да бидеме вознемирени од христијани кои што со години слушаат проповеди, со години се изградуваат и повторно се нестабилни. Ево, тоа можеме да се вознемириме за момент. Пак постои таа благодат кај што ние, Павле вели, носете ги славите по верата. Ја еднаш го прашав, добре Господи, ама ти ни кажа да ги носиме, ама колку време? Дали е тоа 5 минути, дали е тоа 10 минути? И како да го слушав духот да вели, но тоа ти е цел живот. Викам, па и до таму да идеме цел живот. Така да, не ни кажува колку христијаните ќе бидат нестабилни, али ни дава благодат и да тоа го трпиме. Затоа што вика, трпете се еден со друг. Значи, тоа да се трпиш не е само нешто си ми изгрешил за момент, него да трпиш цело време. Али ја верувам дека истовремено, па Светиот Дух работи во секој еден од нас, дури и во нестабилните луѓе, не дека јас велам дека сум најстабилната личност, може би ти си, или сниматело позади, значи може тие, ама истовремено знам дека Духот работи во секого. Така да тоа не е осуд да кажеш, јас сум нестабилен, што да правам сега, да си одам од црквата. Не, ти треба да останеш, или да кажам, да продолжиш во таа благодат и да му дозволиш, да му дозволиме на Светиот Дух да го исправува тој дел, и кажам, да не води во таа насока како да живееме стабилно. Така да тој е тој дел, таа е таа убавина на таа благодат на Светиот Дух, али најпрво е соработката што јас и ти и секој ден мора да ја понуди или да ја има. Господи, смени ме, или смени го овој дел во мене. Гледам дека ми смета и на мене и на другите, смени ме. Значи, не велам дека тоа е молитва, Господи, смени ме мене како битие или како личност. Не, ти си веќе си сменен, ти веќе припаѓаш на Христос, него му дозволуваш одредени делови од твојот живот да ги менува. А тоа што верува дека најчесто она што највеќе ќе ни смета кај луѓето е неволјноста да се менува. Значи тоа мене ми смета, на тебе ти смета и на сите ќе ни смета кога луѓето не сакаат да бидат сменети и остануваат во истото. Така да ја верувам дека волјата на таткото, волјата на Исус, волјата на Светиот Дух е да не преобразува и да не менува да бидеме стабилни онака како што Бог е. Амен, Зоран. Цело време ја промовираме нели стабилноста, но од друга страна промовираме еден збор што е да соработуваме. Така цело време го збориме. Таа соработка има еден многу убав архаичен македонски збор да ја гаиме таа соработка. Да ја негуваме или да ја гаиме таа соработка со Господ, да ја гаиме таа соработка со водачите, да ја гаиме таа соработка со Светиот Дух, да ја гаиме таа работа едноставно со луѓето што ги сметаме за стабилни во нашиот живот. И многу интересно. Сорно, знаеш, го читам Павле во Колошјаните и Павле кажува вака: нека вашиот говор биде со благодат, зачинет со сол. И ние ностоп зборуваме за благодат, колку е таа највисока, колку тоа Исус дојде со полн со благодат и се. Викам, Павле, што да зачиниме сега повеќе на ова, на што да му додадеме на најубавиот вкус, а тоа е самиот Христос што дојде полн со благодат и вистина. И Светиот Дух ни вика да покажете пример за тоа што посувате. Солта, и затоа Исус кажува, вие сте солта на овој свет, примерот во овој свет.
на што ве поучувам јас. Така да, ако нешто зачинувате во вашиот живот или ако зачинувате таа благодат, зачинувајте ја со пример, покажам. И знаеш, кога сме кај примерот, зборував се мој ептен драг пријател и повеќе од тоа, изборуваме за Павле како функционирал, како реагирал. И човекот кажа, 20% Павле ги живеел и 80% откровение имал за работите. Викам, значи Павле постојано потенцира ние кои преку опитувањата, ние преку испитувањата на нештата. Што значи тоа? Мора да се впуштиш, откровение добиваш. Да, некогаш ние сме спори на откровенијата, но мора да се впуштиш, некогаш и во разбирање, некогаш во неразбирање, но се впушташ во тоа да го опиташ, да го доживееш, да го. И затоа Павле може да кажува, да го искусиш, може да кажува, сега можеме да норнуваме во Божите тајни кои е самиот Христос. Зошто? Зашто веќе сме направиле опити од некои нешта, сме ги испитале, сме виделе дека функционираат во нашиот живот. И затоа продолжуваме во длабочини, во височини и во широчини и во должини, уште нема. Ние сме ограничени во Божјото царство, има повеќе мерки на времето и на сето што значи безвременство и такви нешта. Така да, ова што сакам да го прочитаме од првото послание до Солуњаните или до Солунците, кој како милува, мислам дека до Солунците е по-граматички, 5 глава, негде 16 стих, мислам тоа е, ја овој стих, Зоран, или овие 2-3 стиха им дадов еден мој увид или мој збор, тоа дека е исправен став кон животот. Овие стихови се исправен став кон животот. Стабилноста ќе донесе да имаш исправен став кон животот, јас сум сигурен. Исправен став кон животот твој, исправен став кон животот на другите, исправен став кон светот. Ќе го прочитаме. Ајде од 15 почнувам. И еве го она, Зоран, тука веќе согледуваме дека ова не се само фантазии, него се буквално впуштање во соработка, пуштање во нешто што за кое сме повикани, за кое ти зборуваше дека сега ако светот прави вака, ние сме повикани да го правиме спротивното, уствари не само да му прекосиме на светот, него и да носиме исцеление кај што треба, да носиме сознание кај што треба, да носиме откровение кај што треба. И вика, гледайте, никој никому да не враќа зло за зло. Ова е чист практичен пример, луѓе. Ние можеме дури да се бунтуваме, но ако се пуштиме во соработка, ќе почнеме да го согледуваме овој дел дека мора да постои. И што вика понатаму? Туку секогаш барајте го доброто меѓу вас и за сите луѓе. Не знам дали кажав на една од проповедиве или зборував со некој, Зоран, но кога јас се впуштам искрено во дебата со луѓето, да зборуваме без разлика дали атеиста, дали е, не знам, друга деноминација, христијанска или било што, мојот став не е да излезам победник од дебатата, него секогаш сакам да го барам Божјото за луѓето таму. И затоа понекогаш Светиот Дух ќе те води, ќе те направи дури да делуваш како губитник, за да може човекот да спознае повеќе. Некогаш ќе направи како да не разбираш многу, за да донесеш таа можеби сигурност на човекот дека овој не се прави повеќе од колку што е, него едноставно сака да соработува. Така да ако се впуштаме во она да едноставно гледаме што има Бог за луѓето, ние ќе нема да дебатираме на начин да излеземе победници, него крајниот исход ќе биде Христос дека победил. Во твојот и во неговиот живот. И ајде се го прочитаме до крај. Радувајте се секогаш, 16. Ето го тој исправен став во животот. Ама времето не било за радување, времето било за тажење, времето било, ова е плод на духот. Ова не се работи за твоето препознавање на времето. Ова се работи за поттик однатре. Нанадвор. Радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете во се. Зашто тоа е Божјата волја за вас во Христос Исус. Да, знаеш, ете, ти си разговарал со пријатели, ја вчера разговарав се видов со луѓе од Струмица и баш им го објаснував овој дел дека постои момент каде што ние, нели, сакаме да луѓето се сменат. Океј, ајде идеме на таму тој дел да го малку само да го допрам. И нели, можеме да им зборуваме, можеме да им проповедаме, можеме да им објаснуваме, но она што сум го видел во текот на годините е дека постои еден момент кој што една промена која што доаѓа врз основа на две нешта. Врз основа на обзервација или подобро кажам наблюдување,
на кога луѓето те гледаат и го гледаат твојот живот, и гледаат и слушаат твоите зборови, и гледаат твоите постапки. И потоа на испитување или по-добро кажам на експериментирање со тоа ти што си го кажа. Океј, значи те наблюдуваат, тоа е првиот дел, те гледаат 1, 2, 5, 10, 20 години и потоа го применуваат во реалност тоа што ти им го кажуваш. Ама некогаш треба долго време. И велам вака, ние често се мачиме и сакаме да ги смениме луѓето. И тоа донесува фрустрација донесува. Ете, јас бев пастор 8 години, или бевме пастори со Ревека 8 години, и ми сам пастори, водевме црквата и веќе сме во служба многу години и за многу луѓе сме сакале да бидат сменети. Не дека ни сметале, него едноставно сакаш да бидат сменети и посакуваш, тоа е најдобро да кажам. И едноставно не се менуваат. Не се менува човекот па што сакаш прави. Јас дури сум сакал да правам илегални работи. Значи сум сакал да правам да им ставам нешто упиењето, не да ги дрогирам, него да се откажат од пушење. Тоа беше, значи викам да им ставам, имаше една течност и ги промовираа пред 10 години, како пиеш од тоа ќе ти се згади. Викам да им ставам од тоа, викам не смеам да им ставам, викам тоа грев да не е, знаеш. И сега да кажам си сакал да луѓето да се сменат и едноставно не се менуваат, едноставно одлучуваат така. И сум дошол до заклучок дека луѓето се менуваат или постои еден момент кај што може да се сменат преку наблюдување и експериментирање со тоа што си го кажа. Сега, кога ти или јас или некој друг, кога ќе решиш да бидеш пример. Значи ти решиш, не те интересира што прават другите, ти сакаш да бидеш стабилен човек. И го бараш Божјото царство. Не заради другите, него заради себе. Или прво да кажам, иако звучи себично, себе ќе дојдем на тоа што го прочита. И велиш, јас сакам да видам да го барам Господ, затоа што сакам да го барам. Не затоа што ми кажели од црква, не затоа што дури пише условот, иако тоа е насоката, али едноставно сакам да го запознам Господа. И тоа, и точка. И ќе се посветам на тоа, и ќе соработувам, и ќе постам, и ќе се молам, и ќе давам, и едноставно се посветуваш кон Господ. И на еден начин стануваш пример. И луѓето, и не стануваш пример за да ги импресионираш другите, него стануваш пример за тоа што Светиот Дух работи во тебе. Луѓето кога го гледаат тој пример, велат, јас сакам да бидам ваков човек. Значи, што се случува? Заради тоа што ти си пример, луѓето им се случува две емоции им се мешаат во нив. Првата емоција е љубомора, а втората емоција е завист. И тие не се толку негативни, како што ние мислиме. Затоа што луѓето мора да дојдат до тој момент каде што ќе сакаат да го имат, дури да ти го земат, дека се вика да јас сакам да го имам тоа ти што го имаш. Ја верувам дека на Павле истото му се случувало. Кога луѓето го гледат вика да Павле, јас сакам како тебе да бидам. Твојот мир да го имам, твојата радост да имам. И затоа велам, некогаш кога ќе престанеме да се замараме со луѓето, кога ќе почнеме да се фокусираме ние, јас и ти на Господ, и тогаш Светиот Дух тебе те прави стабилен човек. Не заради позицијата, не затоа што мораш, затоа што си пастор, не затоа што е неопходно затоа што си пророк, апостол, едноставно затоа што го љубиш Господа. Стануваш пример. И потоа доаѓа таа обзервација или тоа наблюдување и луѓето викаат, јас сакам да го имам тоа што ти го имаш. Тогаш настанува тие емоции на љубомора и на завист. И само тогаш, слушни го, ова е интересно, само тогаш луѓето заради таа завист и заради таа љубомора, нешто прават? Го оставаат старото. Или па го оставаат тоа нивното, бидејќи гледа дека не функционира и велат, јас се ќе направам, само да го имам тоа твоето. Само тогаш е тој преоден момент кога се случува таа промена. Таа радикална промена и само тогаш луѓето можат да ја почувствуваат тоа действување на Светиот Дух и тоа да биде преодно, всушност дури инстантно. Значи не треба многу, едноставно се менуваат. И затоа Павле вели за доброто на другите. Така да ти не ги отврваш луѓето, али заради, на англиски for the sake of, заради таа потреба да бидеш стабилен, бидејќи го сакаш, го љубиш Бог, ти стануваш пример за другите луѓе. И затоа сум го приметил тоа дека некогаш ние се мачиме, сакаме со многу поучувања и сето тоа е окей, сето тоа е супер. Ама некогаш постои тој момент каде што викаме Господи, ја не можам да го сменам овој човек. Не можам да го направам постабилен, не можам, едноставно не можам. И дозволуваш да ти бидеш пример.
ти да бидеш пример и со тој пример да ги менуваш луѓето. И да привлечеш многу. Па тогаш се привлекуваат луѓето и тогаш се менуваат всушност. Повеќе од она што ние замислуваме. И затоа Павле може да им го каже тоа да ги дава тие заповеди. Видете, ако Павле вика, ја ти бев пример во се. Тоа е најарогантна изјава на Павле. Најарогантна. Зошто? Затоа што Павле вика, ако сакаш пример за давање, јас сум ти тој пример. Ако сакаш пример за како човек треба да биде христијан, јас сум ти пример. Ако сакаш за сите можни сфери во животот, или јас сум ти пример. Пример во се. Пример во се. Зошто? Затоа што бил стабилен, затоа што го искусил тоа во својот живот. Вау. Зоран, начна на тема што сме зборил со многу луѓе и некако секогаш си заминале неразбрани. Ето на тоа баш таа љубомора. Многу го верувам, исто ти се согласувам со истото, само може уште нешто нели да додадам, никако да одземам. Во контекст баш на таа љубомора, значи луѓето она што го правиш ти дефинитивно побудува кај нив нешто. И секогаш објаснувам дека прво и тоа се дури на уста се како вкус се познава е таа љубомора. Знаеш тој како што има некој круши кој ќе каснеш собира устата, тој и таа љубомора е таа добрата љубомора што може да поттикне многу во вас. Ја со мои блиски луѓе, што ептен се познавам и што ме познаваат, многу пати свесно ги провоцирам, за да излезе тоа. Дефинитивно, за да излезе тоа. Зошто што после сме ги виделе плодовите и растежот на сето тоа. Опасноста тука е да не дозволиш да прави љубомората седалка врз твојата глава. Тогаш веќе навлегуваме во тие диви води. Шах, нешто што е најмирна игра, на диви води не се игра. Иако има таква изрека. Така да, дефинитивно, приметете приметете го тој поттик. Абе сега ќе видиш ја и подобро од тебе ќе го направам. Нека биде поради малиот завис што се појавува, но нека не остане таму. Него нека биде поттик да го бараш Божјото пред се. И тука некаде ја би привршувал, Зоран би привршувал со Лука 5:5. Океј. Она што 5:5 благодат дефинитивно, она што постојано го зборуваме и она што сме повикани и она што Христос го мисли на нас. Види ги учениците, вика, Симон му одговори велејќи, Господаре, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме. Што сакам да кажам со ова? Може би некој во вашиот живот, може би сите ние, постојано се трудиме и не уловуваме. Или нашиот улов е мал, или нашиот улов не постои воопшто. Може би постојано пробуваме да се смениме, но не можеме. Не ни успева. И еве го Петар што кажува со следниот стих, но вика, но на твој збор. На твој збор ќе ги фрлиме мрежите. И знаеме после што е случило, не сакам да прочитам што е случило. Фатиле многу риби. Почнале мрежите да пукаат. Така да ќе почнеш да пукаш од радост, ќе почнеш да пукаш од праведност, ќе почнеш да пукаш од согледување на реалниот став на животот или вистинскиот исправниот став на животот. Ако се пуштиш на негов збор, на збор на Христос, да влезеш внатре и да речеш, да, Господи, јас пробував многу пати, но на твој збор. Ќе се пуштам во таа, како што разбориме, во цело време го нагласуваме тој збор, во таа авантура и во таа соработка, е вистинскиот збор. Во таа соработка ќе се впуштам и ќе ти верувам на твојот збор. Така да ја оставувам благословени со сето ова и ве препуштам едноставно на Господ да уште поблагословени излезете од сето ова. Да едноставно го согледате тој растеж во Господ и да не запирате него да викате сакам уште. Еден стих може само да прочитаме. Океј, ајде само ќе го најдеме. Ова е многу бов стих кој што верувам дека треба да го секој да го слушне. Ова е во читаме од Коринтијаните, каде што Павле го вели 2 Коринтијани 1 глава 24 стих. 2 Коринтијани 1 глава 24 стих вели не дека ние владееме врз вашата вера, нели не дека ние ве контролираме, но како соработници ние се радуваме, вие сте нашата радост
И вели, затоа во вашата вера стоите цврсто. Амин. Стоите цврсто, стоите стабилно, стоите како да кажам, да ништо не ве трга лево-десно. И вели, стоите цврсто во вашата вера. Не знам како е во твојот превод. 1:24. 24, така. 2 Коринтијани, да. Не оти ние господариме со вашата вера, туку сме соработници за ваша радост, зашто во верата вие стоите цврсто. Амин. Тоа е таа стабилност. Вау. Супер. Ја мислам дека како што почнавме, уште хубаво завршиме, така и треба. Секогаш самиот Давид го гледаме многу пати во неговите молитви, почнува во тело, завршува во духот, така да ја верувам дека почнеме со духот, завршиме со духот, зашто духот е постојано во нас. Уште една Зоран, еден поздрав. Ја ги поздравив, не сакам да давам нешто плюс. Поздрави ги и може да завршуваме. Така ја благословувам да сите заедно растеме преку Светиот Дух во дури во нестабилни времења како што се сега, каде што знаеме, гледаме, согледуваме дека има толку многу лажи и превари, што кажуваме, да има толку многу лага, има толку многу нестабилност, има толку многу дегенерирани работи, али ние стоиме цврсто заради Словото Негово, заради Светиот Дух, заради ветувањата, затоа што црквата е ставена врз цврста основа. Таа основа е благодата, таа основа е Христос и затоа нас ништо не може да не придвижи. Амин. И затоа ја ве благословувам и останете цврсти, благословени, силни во Господ Исус, бидејќи само Тој е еднината наша, само Тој е нашата надеж. Амин, амин. Амин. Супер. Чао, чао.